Се наоѓаме во манастирот Свети Јован Претеча во близина на Демирхисарското село Слепче. Така да и манастирот го добил името по ова село, односно го нарекуваат и Слепченски манастир. Инаку според преданието, тука покрај ова место поминува Самуиловата војска, враќајќи се од битката со Беласица, ослепената војска на Самуил, пред да замине за Преспа, одмара тука, така да дел од преданието вели дека токму поради тоа и ова место се нарекува уште и Слепче. Овој манастир има многу богата и славна историја. Еден од најзначајните сегменти од минатото на овој манастир е познатата Слепченска препишувачка школа, која што дејствува во рамките на Охридската архиепископија. Многу повеќе околу минатото на овој манастир, но и сегашното модерно, современо функционирање, ќе ни каже нашиот соговорник, отец Серафим, игумен на Слепченскиот манастир. Отец, од кога датираат првите записи за постоењето на овој манастир? Најстар запис, односно фрагмент, односно доказ, е една карта од 6 век, веќе снимите после тоа, кај што е лоциран манастир, веќе постои во 6 век, тоа значи се враќаме на оние преданија дека манастирот е некаде од 5 век и обстојува, значи веќе од 5 век до денеска, повеќе од 15 века, затоа што доживуваат два големи погроми, два пати е запален. И со новите истражувања се открија два храма. Едниот во 6 век, другиот е во 13 век и сега овој трет направен. Овој манастир е собственик, ако сакате, на во православието е од најстарите списи што постојат, така, а тоа е Слепченскиот апостол, 10 век, но исто така 3 листа на еден слепченски зборник беше кој се очувани во Ватикан се наоѓаат тие. И замислите дека Ватиканската библиотека ќе има под број 3. А Слепченскиот апостол има назив латински и се вклучува во светската збирка на сочувани ракописи. Иако мора да се напомене дека главната работа на припишувачката дејност на монасите до овој манастир било да се преведуваат од латински, од старогрчки, записи, книги, нели, житија и сето она што делувало тоа време во црквата на новосоздадениот тогашен јазик, глаголицата. Иначе овој манастир, посветен Светиот Претеча Господов Јован, е ставропијалниот манастир на Охридската архиепископија, тоа сите истражувања што наши научници ги направија досега, и е директно под покровителство на Охридска архиепископија. Тоа значи дека кога ќе се зборува за припишување, има припишување на значајните дела за потребите на големата црква. Големата црква е Света Софија. И сето она што е дејност или ширење на Охридска архиепископија, незината просветителска дејност и создавањето на нови храмови или манастири, кај што гледаме дека монасите тука особено се истакнуваат со припрема на Евангелијата. Дали се знае колку вакви дела се создадени за време на таа позната препишувачка Слепченска школа и кога бил незиниот најголем процет? Колку? Па еве, само ќе ја спомниме книгата што ова година се надеваме да излезе до печат, бидејќи тоа предишно го правиме со средства кои што се заработуваат на ова поле овде во манастирот и со одредена помош на одредени верници. Значи, ова година ќе излезе книгата, истражувачка книга на академик Ѓорги Попатанасов во B4 формат. Значи, тоа е големина тука. Таа има 500 страници. На 500 страници се најмалку 3, 4 до 5 ракописи на страница напишани и со мало сиженивно. Значи, доаѓаме до бројка од над 2000. До над 2000 ракописи кои што бие тука направи, кои што постојат денеска. Значи, тие постојат денес, имаат свој број и точно се знае каде се наоѓаат. Значи, каде се наоѓаат најголемиот дел од ракописите на Слепченската школа? Значи, во Бугарската народна библиотека, Бугарската академија, Академијата
на Република Хрватска, имаме мал дел во Србија, во Белград, голем дел имаме во Санкт Петерсбург, во Одеса, во Москва. Тоа се збирки кои што своје име носат, пример збирката на Виктор Григоровиќ кој се наоѓа во Москва, назначаните дела кои што тој ги собирал од славистиката, патристиката, православието, така ја подигна таа збирка на највисоко можно ниво. После Александар Гилфердин имаме Стефан Верковиќ, кој што бил колекционер, еден од најголемите во тогашно негово време, 19 век, и кој што ги распространи на повеќе места. Значи, тоа е огромен фонд. Кога се губат најголемиот дел од овие дел од манастирот? Кога исчезнуваат? 19 век. 19 век е, тоа се, него ги рекува патеписци, а фактички не се патеписци, туку се директно финансирани. Пример, еве, Виктор Григоровиќ е директно финансиран од рускиот цар. Макар што е тоа добро. Значи му се плаќа на султанот, од различни места собира тоа што може да собери. Замислете го, например, Слепчевскиот апостол денеска се наоѓа на 7 до 9 места. Зборуваме за по една страница, по две страници, но да го имаат. Оно што е создадено во 10 век. Тоа е, да, во 10 век создаден тога. Во 10 век после има 11 век, 11 век, 12 век, после тоа имаме една плејада на книги кои што постојат, но особено зборниците се многу битни, така сите оние научни дела кои што исто така се резиме на сето она што се разбирало како православие, како теологија, како богословија, како догматика во православието и кој што е со огромно значење во раководењето со една поместна црква, односно правилното раководење на православието, за да не се забега во одредени ереси или струи и така натаму. За жал, Македонија во денешно време во хартиена форма скоро и ништо да не поседува од овие познати дела кои што се креирани тука во манастирот, но веќе неколку години наназад вие активно работите тие дела да се вратат тука барем во електронска форма, која што потоа ја печатите и можеме да ги видиме тие дела еве тука во овие книги. Кои дела успеавте да ги вратите и на каков начин? Македонија навистина не поседува, но им постои едно друго нешто што е многу потажно. А тоа е што Македонија не вложува во анализа на овие ракописи. Буквално го имате академик Попот Ранашо, кој што е веќе во поминати години. Ако згасне неговата катедра, кој ќе го сработува после ова? Да, постои секцијата што тој е создаде во манастиров, уште кога беше покојниот академик Грозданов, така. Грозданов даде на нота дека тука мора да постои изразувачки центар. Академик Попот Ранашо да зафаде се до тоа, но кадрите полека од овој тип на луѓе кои што треба да го знаат, тој научно го анализираат, за жал се гасат, Македонија не вложува. Испаѓа дека Македонија вложува во својата историја. Зошто државата нема слух да вложи да се вратат назад овие дела? Зошто нема слух? Тоа е добро прашање. Зошто нема слух? И тогаш би заклучиле може дека Македонија нема некоја национална стратегија за овие работи. А се нема национална стратегија за твојата историја, тоа значи едноставно полека корените сам си ги каси. Не треба други да доаѓаат од страна. Не ни треба. И ние викаме денеска ракописите не се однесени. Па добро, однесени се. Ево, ови ги вративме. Кој ќе работи сега тоа? Значи, вие мора да имате кадри на тоа ниво. Има одредени личности кои што работат и ќе работат, но се повеќе тие катедри гаснат. И тоа е еден голем проблем наш, бидејќи ако ние го рачитуваме ова, еве, чисто да знемам помјаникот Слепчански, што може камерата да го сними. Тука се илјадници личности запишани, јеромонаси, монаси, епископи, кои што постоеле во 14 век се спомнувани. Значи, ако се спомнува во 14 век, тие постоеле порано, кои што работеле на нивото на епископија. Ово никој не може да го побие. Колку вакви дела успеавте да вратите во електронска Моментално форма? имаме околу 200 вакви дела, така, и полека како што се анализира, како што се сработува, така ќе бидат и изложувани. Значи, во манастиров припремаме одредени простори, нови простори, во кои што ќе најдат местото овие ракописи. Како музејска поставка? Музејска поставка, но и поставка да можат
дај Боже да ги има. Младите заинтересирани научници од Фелата Македонска, така да ги работат, да ги анализираат, да дадат свое мислење во насока, така и да се споредува сето она што постои во светот. Дали ви беше тешко да дојдете до нив и да ги донесете во електронска форма во Македонија? Дали другите држави кои што ги поседуваат во хартиена форма не ги чуваат љубоморно? Може и придобивка да ги чува љубоморно, бидејќи не се знае во чии раце ќе паднат на некој начин, така. И има една шега, еден наш научник вика: сите тие околу нас работеат за нас, и работат за нас, бидејќи не ги чуваат. А сега еве ние ги имаме едно прашање како ќе ги сработиме, како ќе за навиданината на денот, како ќе се употребат и така натаму. Иначе нема ништо скриено. Историјата е таја, најмногу преку личности кои живеат тука и кои што го работева. Го спомнавте Слепченскиот апостол, едно од најврајните дела тука. Да. Дали Како најстаро е. како Тој најстаро апостол, дело, дали ќе го види, дали ќе види светлината на денот еден ден во ваква форма? Секако, наскоро тоа ќе биде тоа. Тоа го ја види светлината на денот, така, но сватете дека постојат потреба од доста средства да се тие простории со точна аклиматизација, со точни поставки изградат, да се дисредат за таа намена. Едноставно да бидат поставени во еден галериски експонат, така, за да може едноставно да бидат на увид на сите. Иначе во депо не се чува тоа. Тоа е кожен повес во однос на тоа, така, значи, подложно е на временски действија и така натаму. Хартијата е посебна. Гледавме да бидеме колку што може поблиски до оригиналот. Враќањето на нашата култура и историја е комплетно дело на сестринството во манастирот и ваше тука. Кога ќе побарате поддршката од државата и научната јавност, кој е одговорот? Знаете што? Ја сваќам дека и разбирам дека постои политика. Тоа го сваќам и го разбирам. Но фала Богу во Македонија постои личности, тоа не се гледа по партии, тоа се личности, луѓе, така, кои се заинтересирани да помогнат ова и да работат на оваа нива. Инаку не можам да се пофалам, така дека во било која гарнитура, некој во минативе 25 години се појави да каже: еј, чекајте, ќе одвоиме од ова, па ќе направиме тоа. Не, баш спротивно. Затоа што следствено на ова создавање, тука имаме Слепченскиот пролог, еве го денешниот Слепченски пролог, тоа е дело на сестрите од манастирот, така. И ние отидовме према нашето министерство за поддршка на печатење на тие пролози, што се ново создадени. Моментално имаме проект од 30 до 40 години кој ќе трае. И тој проект подразбира издавање на ново создадени дела, да кои што добивме лицензии од скоро сите славјански академии. И од бугарската, и од руската, и од српската, дури и од грчката, во однос на тоа таквото дело кој што вика покрива период од 1000 години. Но тоа е ново создадено. Кога ние оставивме на конкурс пред Министерство за култура, и во оваа моментална влада, и во минатата, и во предминатата, значи минатите години, така се менуваја партиите, не беше само СДСМ, беше ВМРО, било кој така, не беше одговорена страна на Министерството, нивните, веројатно, научници таму, дека не е од национален интерес. Не е национален интерес. А кој е вашата национален интерес? Дајте ми платформата. Колку чини издавањето на ваква книга? Издавањето на 1000 примероци од тоа не е помалку никогаш од 25.000 евра прилика. Тоа се сопствени пари на манастирот? Да. Без помош од други институции? Со помош Божја. Со помош Божја и со помош на нашиот народ. Затоа не мешам јас политика, не ја земам во предвид политиката. Сметам дека недоволно постои недоволно сознание за многу нешта и дури неверување дека постојат такви очигледни артефакти кои што се собственост на македонскиот народ, на црквата во Македонија, така, кои што извековите постоеле, разграбани се насакаде и сега бара своја репатриација. Никој во светот, никој. Во која сакате научна институција, да ќе одите во Москва вие, или ќе одите во Софија, или ќе одите во Атина, или ќе одите во Белград, или Загреб, било каде, ќе одите во Париз, во Ватикан,
нема да ви каже дека тоа не е Степченско и дека не е од флота на Македонија. Тие самите во вкусноти си го имаат тоа Степче. Ќе продолжите во иднина да ги враќате назад овие дела колку што можете? Тоа ми е должност. Тоа не е должност сите, не само мене, тука и вас, не било кој. Отец, ви благодарам за одвоеното време и за Фала овој Богу. разговор.